Грчката компанија Мисириен од Кавала влегува во тутунскиот бизнис во Македонија. Од Министерството за земјоделство и Државниот земјоделски инспекторат добиле дозвола да склучуваат договори со македонските тутунопроизводители и да откупуваат тутун во новата производствена сезона. Од компанијата која за прв пат влегува на македонскиот пазар, не сакаа јавно да ги презентираа своите планови, но посочија дека ќе бидат во интерес на македонските тутунопроизводители. Грчката Мисириен отвори свое представништво во Струмица. До стартот на новата откупна сезона планира да отвори пунктови во Струмишко-Радовишкиот, но и во Пелагонискиот регион. Во првата година од своето работење во Македонија, грчки Мисириен планира да откупи околу 1500 тони суров тутун. Влезот на Мисириен на македонскиот пазар го поздравија и тутунските здруженија, од каде тврдат дека станува збор за компанија која не е позната на македонски простори, но добро котира на грчкиот и бугарскиот пазар, каде има своји центри. Еве ова година, да речеме, имаме покрај досега традиционално присутните уште една нова фирма која што не е позната за Струминскиот район и една која што сега се враќа, беше присутна пред некој ден, пред неколку години. Значи, во сферата на откупувачите и организаторите на производството има интерес и на некој начин тие преку светските берзи се укрупнуваат. Оздруженијето Јака смета дека зголемувањето на конкуренцијата кај откупните компании ќе предизвика зголемување на површините по тутун кој во Струмичко-Радовишкиот регион рапидно опаднаа. Има села кај што апсолутно се губи интересот. Едно преку намалување на производството, второ преку иселувањето, нема млади луѓе, нема луѓе кои што треба да произведуваат тутун. И на нас, Сдруженијата и на Сојузот, целта ни е таа да му кажеме на земјоделецот дека и од тутун може да се живее. Оваа сезона беа откупени околу 23 милиони килограми суров тутун по просечна цена од 217 денари за килограм. Од идниот месец, како што најавија надлежните, ќе започне исплатата на субвенциите кои за прва и втора класа оваа година се зголемени.